Вака некогаш изгледал Скопскиот аквадукт, мост долг 400 метри со 200 сводови, изграден да го снабдува некогашниот град Скупи со вода за пиење од изворите на Скопска Црна Гора. Ако во минатото пречка да се посети аквадуктот беше потребната дозвола од Министерството за одбрана, денес нема пристапен пат до него. Сега за сега може да се стигне до аквадуктот од страната од кај селото Избегово. Ке треба малку да се поцапа низ скалта ако е врнежливо времето, а ако имате среќа да биде суво, значи се поминува низ нивите. Покрај општина Бута за заживување на аквадуктот е заинтересиран и невладиниот сектор. Имаме конкретни предлози за осветлување на реновираниот дел од аквадуктот и можност во координација со надлежните институции за протекување на вода за туристички намени низ него. А дотек на вода му бил потребен и на Даут Паша во 15-тиот век, кога на влезот на старата Скопска чаршија го изградил Даут Пашиниот амам, но овој објект никогаш не проработел како бања. Легендата вели дека Даут Паша ги секол сите околни шуми и не успел да го затопли амамот. Втората интересна приказна е дека се појавила змија и ја каснала многу саканата ќерка на Даут Паша, кој што е оснивач на овој амам. Тоа е всушност била господова казна, така велат приказните, легендите, затоа што на истото место се наоѓала, или може би они ја срушиле, ранохристијанска градба. Навидум оваа слика не значи ништо, но Гркот Зорба бил угледен скопски богаташ кој трошел многу пари по градските кафеани. Стана светски познат по снимањето на филмот Гркот Зорба со Ентони Квин во главната улога. Иако ги сака луѓето, денес освен погребалното предпријатие, никој друг не се грижи за парцелата 17 на гробиштата Бутел. Дали знаете дека познатиот француски писател Жан-Пол Сартер уживал во кафето со својата голема љубов Симон де Бовар во овој дел од зградата на некогашниот хотел Македонија во центарот на Скопје? Хотелот Македонија веќе не постои. На Скопскиот плоштад во пабот Лондон во чест на Сартер, Друштвото на писатели на Македонија сака да постави плоча како сведок на спомените на овој голем филозоф на 20 век.